Проектот Изнајми велосипед не најде на добар одзив кај жителите на Скопје. Овој проект за прв пат беше спроведен во Скопје во 2010 година, а граѓаните за прв пат добија можност да изнајмат еден од 120 достапни велосипеди распоредени на 5 локации низ градот. Проектот беше воведен со цел велосипедот да се користи како превозно средство, особено во централното градско подрачје, како и со цел за покревање на јавната свест за промена на навиките на граѓаните за употреба на алтернативни средства за јавен транспорт. Носител на проектот е јавното претпријатие Градски паркинг Скопје и е заедничка соработка со градот Скопје и Сдруженијето на граѓани Екосвест. Идејата не заживеа и системот на станици за изнајмување и враќање на велосипедите остана на почетните 5 локации. На јавното претпријатие Градски паркинг Скопје и тоа на јавните паркиралишта Треска, Градска болница, Општа градска болница 8 септември во општина Аеродром во зона Д3, за трговски центар Бисер и во катната гаража Македонска фаланга. Изнајмувањето почнува на пролет, а завршува на 31 октомври секоја година. Изнајмувањето чини 10 денари од час, додека месечна претплата изнесува 1500 денари. Одговорноста за одржување и сервис на велосипедите за изнајмување е на јавното претпријатие Градски паркинг. Со камерата на Прва Скопска излеговме на терен да забележиме колку граѓаните употребуваат велосипед. Според она што тие го изјавија, често употребуваат велосипед, особено повозрастните граѓани, но никогаш не изнајмиле. Да, возиме. А дали сте користеле некогаш од велосипедите што ги изнајмува град Скопје? Не сум ги користил. Во Велес да, во Скопје овака, пешки. Значи не е проблем. Многу фино е, така се зачува и човечка колина и се. Не. Дали возите велосипед? Повремено, да. Дали сте користеле некогаш од велосипедите што ги изнајмува град Скопје? Не, ја имам убав точак. Дали има во Скопје велосипедски патеки убави за возење? Па, мислам дека не. За разлика од Холандија, од Швајцарија, од Данска, од Норвешка, од Шведска, од Германија, да не заборавиме и така. Возам, да. Јас доаѓам од Норвешка, таму употребуваме многу велосипеди. Значи, им препорачувам на граѓаните да возат што повеќе велосипеди. А дали сметате дека во Скопје има добри патеки за возење велосипед? Нема ни за автомобили, а камо ли за велосипеди. Да. Често? Не, ретко. Сте изнајмувале ли некогаш од град Скопје велосипеди? Не. Не. А дали има во Скопје добри патеки за возење велосипед? Не, моментално нема. Граѓаните велат дека неуспехот на проектот Изнајми велосипед во Скопје можеби треба да се бара во недостигот на соодветна инфраструктура за користење на велосипед за секојдневно движење низ градот. Скопје располага со доволно велосипедски патеки, но проблемот е во нивната лоша поврзаност и нелогичноста на премините. Низ градот Скопје пред најавата на проектот Велоград во 2015 година има околу 60 километри велосипедски патеки долж улиците, од кои 51 километар се вклучени во проектот и требало да бидат реконструирани. Дополнително, долж кејот на реката Вардар има околу 21 километар велосипедски патеки. Проектот требаше да заврши во 2017 година. Колку за споредба со другите поголеми градови во регионот, Нови Сад, Загреб и Љубљана, споделуваат позитивни искуства со изнајмување градски велосипеди, а Шпанија е глобален лидер во феноменот на споделување градски велосипеди, каде во 2013 година ваква услуга нудат 132 града низ земјата.